Добро вечер на сите во деветата емисија на синдикалниот подкаст Независна зона. Во деветата емисија, пред самиот почеток, да ве повикам со сабскрајб да не поддржите и да ги следите сите наши следни емисии. Наш гостин, Воислав Зафировски, професор во средното полициско училиште, председател на Македонскиот полициски синдикат од 1998 до 2002 година, портпарол на МВР и прв помошник министер за внатрешна контрола. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и задоволство ми е што сум дел од оваа емисија. За самиот почеток, да ни кажете збор два за средното полициско училиште, кои се вашите сеќавања, едноставно што буди кај вас сеќавањето за средното полициско училиште? Средното полициско училиште беше и останува еден спомен кој е неизбришлив, незаборавен. Затоа што таму имавме можност да се запознаеме цела генерација полициски службеници, да ги изучиме тајните на полициското работење, да ги совладаме теоретските, но и практичните вежби кои натаму во кариерата се од голема помош за секој еден полициски службеник и сметам дека е голема грешка што се укина средното полициско училиште, бидејќи тоа беше местото од каде излегува најквалитетните кадри во полицијата. Ова го велам не од друга причина, туку затоа што лично сметам дека полицискиот службеник се моделира низ еден процес кој трае 3-4 години. Се моделира низ сите оние активности кои беа присутни и ги имаше во средното полициско училиште. Не е доволно само да знаете. Битно е да се однесувате како полицаец. Значи, средното полициско училиште токму тоа го овозможуваше. Најнапред да ве научи да бидете полициски службеник, теоретски да ве наоружа, практично да ве подготви, но и да ве моделира како карактер, менталната матрица да ја направи да бидете вие вистински полицаец, да бидете во функција на граѓаните и да знаете што правите, како правите. Наше мото беше дека полицискиот службеник со собствената појава веќе 60% од проблемот треба да го реши. Затоа што со својата појава треба да влее доверба кај граѓаните, дека знае, дека уме и дека може да го реши проблемот со кој граѓанинот се соочува. И останува онаа формална работа, значи да постапи согласно законските процедури, стандардните оперативни процедури за проблемот да биде решен. Ние денес тоа, за жал, го немаме. Дали сметате дека состојбата во која се наоѓа денес Министерството за внатрешни работи е резултат на укинувањето на средното полициско училиште, заменувањето со Центарот за обука во кој обуката на полициските службеници трае само една година? И дали сметате дека би било правилен потек да се врати полициското училиште? Јас тоа повеќе пати го имам кажано дека голема грешка е укинувањето на средното полициско училиште. Центарот за обука профилира кадри со курсеви во траење од една година, од кои 9 месеци се теоретска настава, а 3 месеци се практична обука. Зошто велам дека тоа е недоволно за профилирање на квалитетни полициски службеници? Првата причина е тоа што полициската материја е многу обемна. Имаме јавен ред и мир, имаме сообраќај, имаме граница, имаме управна материја, која без друго мора теоретски добро да се совлада, за да може да очекувате и правилни одлуки во постапувањето на полициските службеници. Натаму, тука се полициските овластувања. Тие се посебни полициски овластувања затоа што со примената на кој е било од нив се засега во сферата на човековите слободи и права, а тоа е сфера која се гарантира со Уставот на граѓаните на Република Македонија. Така што
Тоа се работи кои мора одлично да се познаваат. За жал, бар така јас мислам, да направите анкета меѓу 1000 полициски службеници денес, дали 10 ќе можат да ги кажат основите за употреба на смртна сила, за основите за употреба на огнено оружје. А од тие 10, повеќе од сигурен сум дека ни 5 нема да знаат кои услови треба да бидат исполнети за да се оправда употребата на смртната сила и покрај постоењето на законскиот основ. Така што тоа се работи кои мораат да се учат низ процес на образование, низ едукативниот процес. Натаму, тука се прашањата околу процедурите и постапувањето при откривање на кривични дела, при откривање на прекршоци, при констатирање на прекршоци. Мора да се знае добро криминалистиката, криминалистичката техника, криминалистичката методика, да се познаваат сите оние методи на откривање на кривичните дела, чекорите кон доаѓањето до сторителот на кривичното дело. Тоа е процес кој мора да се заокружи. 9 месеци се недоволни за таа работа. Тоа е првата ствар. Втората работа е селекцијата на кадрите, значи самиот влез во Министерството за внатрешни работи мора да биде еден процес многу сериозен, многу темелен, за да не ни се случи она што го имаме денес, да констатираме дека некој е осудуван, а е дел од полициската структура. Осудуван за кривични дела кои се гонат по службена должност, а вршат полициска служба. Затоа велам дека укинувањето на средното полициско училиште е клучната причина за состојбите кои ги имаме денес во Министерството. И втората причина која е исто така многу значајна за актуелните состојби во Министерството е партизацијата која започна со укинувањето на полициското училиште. Тогаш партиите на власт, која партија беше на власт, си прими своји партиски полени. За жал, кога заминав во пензија, имав можност да го посетам Центарот за образование на кадри за безбедност или Центарот за обука, сега што го викаат. Предходно имаше снимки на телевизија како се прави селекцијата, на згибови, склекови, трчање, скокање и така натаму. Меѓутоа, кога ги видов на смотра, сваќам дека тоа е само театар. Затоа што може би имаше 10-15 луѓе кои изгледа и личеа на вистински полицајци. Поголемиот број од нив не ги исполнува основните критериуми за влез во полициската школа. Висината. Се некои ситни луѓе. Така што заклучокот е, а и она што јавно се говори, дека за влез во полициската академија, во Центарот за обука се плаќа од 2 до 5.000 евра, во зависност од она каков бекграунд имате. Ако има некој кривична пресуда, ако е гонет по службена должност, ќе треба да плати 5.000, некој друг помалку и така натаму. Значи, да резимирам, една од клучните причини зошто имаме ваква хаотична состојба во Министерството за внатрешни работи е укинувањето на средното полициско училиште и отсуството на здрав, сериозен систем на полициска едукација. Го спомнавме Центарот за обука. Што е со факултетот за безбедност? Кој е вашето мислење за кадрите кои произлегуваат од факултетот за безбедност, а Министерството за внатрешни работи нема никаква обврска да ги вработи и не ги става во своја корист? Принудени се да работат како приватно обезбедување во маркети, во пекари. Кој е вашето мислење за тоа? Проблемот со факултетот за безбедност е сериозен проблем и чинам дека
Клучната причина е пак политичка одлука да се прекинат врските меѓу Министерството за внатрешни работи и Факултетот за безбедност. Зошто тоа се случи? Тоа се случи затоа што имаше луѓе кои инсистираа на универзитетска автономија. Тоа само по себе подразбираше прекинување на врските на факултетот со Министерството за внатрешни работи. Тоа пак доведе до еден антагонизам кој резултираше со вистински престанок на релациите меѓу Факултетот за безбедност и Министерството за внатрешни работи. Сега имаме ситуација каде што се едуцираат високообразовани кадри на Факултетот за безбедност, не можат додат на пракса во Министерството за внатрешни работи, значи немаат практична обука за она што го следат во наставата на факултетот. Министерството има некој анимозитет кон тие луѓе и за жал се примаат кадри со земјоделски факултет, со виша физкултурна, со педагошка академија, со се и се што, но не и со Факултет за безбедност. Тоа е погубна политика, политика која Министерството ја има воспоставено, а мора да имате предвид дека Министерството е фактички политичкиот субјект кој носи такви неразумни одлуки. Затоа што никогаш не може еден со завршен земјоделски факултет да биде покомпетентен и постручен од некој што завршил Факултет за безбедност. А Уставот на Република Македонија е јасен во тој дел, па вели: секое работно место е достапно за секого под еднакви, значи под исти услови. Но потаму се вели дека основните критериуми за влез на работа се стручноста и компетенцијата. Тогаш кога јас со завршен Факултет за безбедност ќе имам предност пред некој што е завршил земјоделски факултет за директор, да кажеме, на земјоделска задруга, тогаш не изгледа логично, нели? Во едни такви околности и оној со земјоделски факултет може да има предност за влез во Министерството за внатрешни. Апсолутно нелогично. А од друга страна сведоци сме дека има и факултети за безбедност веќе и на приватните универзитети. Што со тој наплив на кадри кои Министерството едноставно не ги користи, а од друга страна и се прекумерна бројка која и реално не може да биде ставена во функција. Да, на времето Факултетот за безбедност се екипираше, односно примаше онолку студенти колку што изнесуваше проекцијата на Министерството за внатрешни работи за потребен број на нови вработувања во Министерството за внатрешни работи. Денес тоа го немаме, велам, таа нишка е прекината. Имаме факултети, не знам, на фон има, не знам каде се уште не. И замислете, на тие факултети еден професор предава и по 12 предмети, еден професор предава и по 23 предмети. Може да замислите каков е квалитетот на тие кадри. Таа огромна бројка, таа хиперпродукција на кадри, не знам кому му служи на чест. Едноставно, Министерството за внатрешни работи треба да биде фактор кој ќе дефинира кои му се потребите за вработување во престојниот период, за да може и универзитетите да ги димензионираат потребите за кадар, за влез во образовниот процес кај нив. Тоа не е случај денес.
Голем број помлади колеги не се запознати со фактот дека сте биле председател на Македонскиот полициски синдикат во периодот од 1998 година до 2002 година. Кажете ни за тој период, за начинот на функционирање на Македонскиот полициски синдикат, дали работите беа поставени како денес, една компаративна ваша анализа за тогашната и сегашната состојба на Македонскиот полициски синдикат и Министерството за внатрешни работи. Ова е мощно интересно прашање. Најнапред сакам да дадам еден мал историјат. Првиот председател на Македонскиот полициски синдикат 1993 година кога е формиран беше Боро Дракулевски. После Боро Дракулевски на конгрес беше избран Стојан Манчев. Јас бев избран 1998 година на вонреден конгрес, кога состојбите во Македонскиот полициски синдикат беа максимално вжештени и беше во прашање дали ќе се изгасни полицискиот синдикат или ќе се направат напори тој одново да заживее. Кога велам дека бевме стварно до таму дојдени, само неколку блиц податоци ќе ви кажам. Затекнав состојба каде што Македонскиот полициски синдикат должеше на разни доверители износ од 1.350.000 германски марки. Тоа е 98 година, немаше евра, марки беа. 1.350.000 долгувавме на разни доверители. Второ, имаше подпишан колективен договор помеѓу Стојан Манчев и министерот Томислав Чокревски, кој колективен договор апсолутно не беше функционален. Не беше во функција и се стоеше. Во едни такви околности го превзедов полицискиот синдикат. Работевме многу честно, многу посветено. За среќа, може да го толкува како сака, меѓутоа за среќа, во Министерството за внатрешни работи во тој период дојде за министер за внатрешни работи покојната Доста Димовска. Личност со која имавме извонредна соработка и јас бев многу изненаден, што предходно беше Павле Трајанов, па немаше некоја соработка, немаше разбирање, немаше сенс за потребите на полициските службеници. Меѓутоа, кога дојде Доста Димовска, она дојде на 28 декември 1999 година. 28 декември беше назначена за министер за внатрешни работи. На 31 декември, значи 3 дена после тоа, бев повикан во Министерството за внатрешни работи на средба со министерката. Јас мислев дека 31 вечерта е нова година, ќе биде некој организиран коктел, па го викнали сиромашкиот роднина, колку да се запази некаква структура. Меѓутоа, кога отидов таму, немаше никој друг освен министерката. Седнавме и вели, што ќе ми кажете за синдикатот? Јас почнав да ја објаснувам личната карта на синдикатот, колку луѓе сме, како сме, што сме. И она вели, остави тоа. Како мислиш да соработуваме? Ме стави во една позиција која ни најмалку не ја очекував. Меѓутоа, и кажав она што искрено од душа го мислев. А тоа беше следново. Кажав дека јас на синдикатот и на работодавната структура не гледам како на две антагонистички страни. Ние сме две различни страни, меѓутоа имаме една заедничка цел. Да бидам сликовит. Сите се наоѓаме на еден ист брод. Имаме заедничка цел, бродот да го однесиме во мирни води. За да го постигнеме тоа, секој треба доследно да се ги извршува обврските кои ги има на самиот брод. Да, кајва се кормилото. Меѓутоа, дали ќе можете да го носите бродот
таму каде што сакате, ако тие што се на бродот, што треба да го обслужуваат, се нефункционални. Секој еден на тој брод има своји права, обврски и одговорности. Ако успееме да постигнеме баланс помеѓу правата, обврските и одговорностите, тогаш на општо задоволство на сите бродот ќе го однесиме во мирни води. Ако не го постигнеме тој баланс, ќе го насукаме бродот на првата спила или ќе го потониме воопшто. Тогаш нема никој да биде победник. Сите ќе бидеме губитници. Од тука сакам да порачам дека единствениот начин да соработуваме е да ги уважуваме аргументите и да разговараме со силата, со моќта на аргументите, а не со силата и моќта која ни ја дава позицијата. Вие сте министер, вие можете се. Ние сме синдикат, ние можеме да штрајкуваме. Меѓутоа, штрајкот нема да говори добро ниту за нас, ниту за вас. Тоа значи дека не сме дораснати, дека не сме доволно зрели да ги согледаме проблемите и на проблемите да пристапиме со една желба да ги решиме и да ги надминеме. И тука престанав, застанав. Верувајте, 10 секунди ме гледаше во очи и стана жената, ми пружи рака, вели, ќе соработуваме. И навистина во тој период имавме извонредна соработка. Како синдикат направивме една анализа за тоа колкави ни се платите. И да бидам и тука малце посликовит. Ако тогаш бев главен инспектор, имав 20.000 плата. И велам, нето примањата ми беа 20.000. Одбијте ги тие 25% што ги добивам како овластено службено лице. Така тогаш идеше. Ќе видите дека тоа се минус 5.000. Одбијте го тоа што го добивам како надомест на платата за минат труд. Ќе видите дека мојата нето плата изнесува 12.000 денари. Меѓутоа, во тоа време со вклучен хранарина и превоз. Да, изнесува 12.000 денари. Чистачката има повисока плата од мене. Мојата плата што ја добивам на први е надградена, значи со надоместоци на платата за минат труд и 25% за овластувањата што ги имаме. Кога направивме една таква анализа, кога го ставивме сето тоа на хартија, го поднесовме до владата. Што се случи? На 6 јануари 2000 година владата на затворена седница ја има разгледано таа информација и носи одлука. 20% на полициските службеници се покачи платата. И да почни веднаш да се исплатува прекувремена, ноќна, сменска, викенд. И ниту еден основ да не исклучува друг основ. Од тогаш, фактички, секој еден полициски службеник почна да ги добива овие надоместоци на платата од тоа време. Натаму, како синдикат, имавме јасни принципи за тоа што и како треба да се поставиме. И никогаш немавме проблем. Функциониравме добро. Бројчано синдикатот се окрупни, голем број неверници, луѓе кои не веруваа во благодетите од синдикатот, станаа членови на полицискиот синдикат. Во меѓувреме, до 2001 година успеавме да дојдеме до салдо нула. Значи, синдикатот ги покри сите
обврски кои ги имаше према доверителите, сите оние што бара врз основа на документи своји пари, нивни пари, се тука нема што, сето тоа го расчистивме и во 2001 година, кога веќе дојдовме до салдо нула, кога почна да функционира колективниот договор по сите линии, јас се откажав од функцијата претседател на полицискиот синдикат, останав член на претседателството, но си се посветив на работата. Многумина ми рекоја, ти си единствениот човек што не мораш, а си одиш. Зошто го правиш тоа? Одговорот беше едноставен. Јас немам идеја што натаму. Јас кога требаше да бидам избран, јас имав цели пред себе поставено. Тие цели ги реализирав. Нови цели во моментов не можам да си поставам пред себе и сметам дека е подобро да дојде некој друг што има подобра визија, што има енергија да се бори и да ги застапува правата на полициските службеници. И јас се повлеков 2001 година. Значи, 3 години председателствував, но сметам дека тоа е период во кој стварно функциониравме. Некој ќе речи малку се посветивте на правната заштита. Не, ние дававме правна заштита. Имавме и адвокат кој ги застапуваше полициските службеници во дисциплинските поставки. Синдикални активисти кои ги застапува, меѓутоа конечната одлука не ја носи синдикатот. Ја носи министерот по предлог на дисциплинската комисија. Така што имаат право да замеруваат, но проблемот не е во синдикатот. Конкретно по тоа прашање. Пред малку споменавте дека Министерството за внатрешни работи и синдикатот не треба се на различни страни, дека не треба да се спротивставени. Меѓутоа сведоци сме дека во изминатите неколку години одредени структури го ја сватиле таа ваша изјава пред поранешната министерка, па премногу буквално, па едноставно заеднички функционираат. Буквално како да повеќе нема синдикат. Се согласувам. Председателот на синдикатот станува продолжена рака на министерот. Се согласувам. Тоа е така, затоа што не ја разбрале добро изјавата моја. Јас реков, ние сме две различни страни. Стоиме на различни страни од патот. Меѓутоа имаме заедничка цел. Они не ја сватиле таа порака. И седнале целосно во скутот на министерот. Не може председателот на полицискиот синдикат да биде делегиран од Министерството за внатрешни работи во управен одбор на Фондот за пензиско инвалидско осигурување. Не. Или сте представник на работниците и ќе бидете синдикалец до крај, или ќе бидете дел од луѓето на министерот, кој ќе биде представник во управните одбори, кај што се зима и дополнителен надоместок за тој ангажман. Ова се случува во Македонскиот полициски синдикат. За жал. И исто така, уште еден момент би сакал од изминатиот разговор, споменавте за вашата борба за плата. Ако направиме споредба и ден денес, полициските службеници па горе-доле се на истото ниво како во тоа време. Сепак кога ќе се одбијат тие 30% надомест за овластувањата, доаѓаме до сума која не е ниту на ниво на минималната плата. Што значи дека годините се течат, меѓутоа напредок тешко е видлив. Не тешко е видлив, не е видлив. Не е видлив. Напредок тема. Слушам екс-министерот Оливер Спасовски кажува колку е покачена платата на полициските службеници во изминатиот период, да, меѓутоа дали е тоа доволно?
не е доволно. Не е доволно да се живее еден нормален живот. Видете колку чини минималната синдикална кошничка месечна за едно семејство. Ќе сватите дека полициски службеник со својот ангажман, кој е 24/7 полициски службеник и должен е да интервенира и тогаш кога не е на своето работно место, платата што ја зима не стигнува да прехрани едно 4-члено семејство. Каде е причината? Пак ќе кажам, причината лежи во она што синдикатот треба да го заврши, а не го работи, а тоа е да се посвети, да направи анализа, да ја подкрепи анализата со аргументи и да ја достави до владата. Владата е таа која одлучува. Јас сакам само уште една работа да кажам. Во оној период, како представник на синдикатот, јас бев председател на Комисијата за подготовка на законот за внатрешни работи, а претходно го работев законот за полиција. Со законот за внатрешни работи успеавме да го вратиме достоинственото пензионирање на полициските службеници. Затоа што вие сте млад, меѓутоа оние што се повозрасни се сеќаваат дека полициските службеници кога одеа во пензија во периодот од 91 па наваму до 2010 одат во пензија и веднаш стануваат социјални случаи. Затоа што пензијата, просечната пензија на еден полициски службеник во тој период изнесуваше 9000 денари. Првиот генерал на македонската полиција, да не именувам, да не спомнувам имиња, меѓутоа во пензија отиде со 14500 денари плата. Првиот полицаец, мислам на началникот на секторот за полиција во МВР во тоа време, отиде во пензија со 10500 денари. Пензија. Што се износи кои се смешни, го прават човека веднаш да оди на бирото да бара социјална помош. Ние тоа со законот за внатрешни работи го изменивме. Денеска имаме случаи каде што полициски службеници кажуваат дека имаат поголема пензија од платата што ја примале. Заради минатиот труд, затоа што сето тоа влегува во вкупните примања на полициските службеници. Ако синдикатот се посвети и сериозно ја образложи позицијата, економскиот, социјалниот статус на полициските службеници, јас верувам дека нема ниту една влада која може да премолчи преку аргументите. Аргументите се тие кои се клучот на вистината. И само тие можат да повлечат промени на подобро. Сведоци сме дека за прв пат во историјата македонскиот полициски синдикат е предводен од пензионер. Кој е вашето мислење? Дали пензионер треба да биде председател на еден синдикат? И генерално за тие трендови, една ваша оценка за сето тоа? Тоа е срамота. Срамота е пензионер да биде лидер на полициски синдикат. Срамота е затоа што и на било кој синдикат, не само на полициски. Генерално. Јас велам, оној момент кога ги остварив целите, заради кои се нафатив да бидам на позицијата председател на полицискиот синдикат, кога ги остварив целите, јас се откажав. Тоа што немам идеја што натаму. А некој кој оди во пензија, кој не е во тек со случувањата во министерството, кој не може да ги доживее на вистински начин проблемите на полициските службеници, чесно е сам да се повлече, чесно е сам да се оди, а не да остане дел од тој полициски синдикат. Тоа е навистина многу една чудна ситуација. Јас бев згранат кога разбрав дека и натаму
актуелниот председател е председател, а е во пензија. И на наше големо задоволство во наводници го потпиша анексот на колективниот договор. Јас би сакал да ви кажам, во времето кога јас го водев полицискиот синдикат, дури имав размислување дека треба сериозна реорганизација на полицискиот синдикат. Од која причина? Причината беше во тоа што не се идентични потребите на полициските службеници со потребите на старешините. Имаме различни структури. Едни се потребите и на криминалистичка полиција, други се потребите на униформираната полиција. По тој трк е организиран францускиот полициски синдикат, германскиот полициски синдикат. Имавме идеја да ги направиме тие реформски процеси во самиот синдикат, за да го направиме ефикасен, да го направиме ефективен, да на маса стигнат вистинските потреби на луѓето кои се во фелата. Едноставно да го приближите синдикатот до самите работени. Дефинитивно. И да ги и синдикатот да ги отсликува вистинските потреби на луѓето. Јас заминав, тоа не се случи, дури размислувавме и да формираме полициска комора. Полициска комора која ќе функционира по принципот на лекарската комора во Република Македонија, нотарската комора, адвокатската комора и така натаму. Затоа што сепак полициската професија е специфична, си има свој значајни разлики од било која друга служба и треба да се воспостави комора која ќе ги застапува професионалните интереси и професионалните прашања да ги обработува на луѓето кои се во полицијата. Дали може би вие имате амбиција повторно да станете председател на Македонскиот полициски синдикат, со оглед на тоа што со оглед на тоа што не би имале никакви пречки? Не. Немам такви амбиции и длабоко верувам дека председател треба да стане некој што е активен, кој се уште работи, кој има визија за тоа каде треба да се најди полицискиот службеник, со кои квалитети, каде да стои и така натаму. Сте извршувале високи функции освен председател на Македонскиот полициски синдикат, сте били портпарол на Министерството за внатрешни работи и помошник министер во одделот за внатрешна контрола и професионални стандарди. Кажете ни поконкретно за делот за внатрешната контрола. Дали тогаш како и сега одделот функционира, односно ги спроведува законите само санкционирајќи полициски службеници? Што е со повисоките раководни структури кои сведоци сме дека не се поведуваат постапки, нема никаква одговорност? Од 2006 година бев поставен на позицијата помошник министер за внатрешна контрола и професионални стандарди. А претходно работев како помошник директор за стратешко планирање и развој на полицијата. Внатрешната контрола ја затекна во една состојба во која немаше некакви воспоставени стандарди на работа. Прво што направивме, се обидовме да ги воспоставиме тие стандарди. Натаму направивме обид да кадровски ја зајакниме и распишавме оглас за прием на 6-7 колеги. Се јавија колеги, формиравме комисија, направи интервју со нив и ми дадоа листа на кандидати кои се покажале најдобри на интервјуто. Тие кандидати ги земавме
една недела во секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди, им дадовме да ги проучат правилата по кои работи секторот, да прочитаат колективен договор, да прочитаат правила за однесување во службата. Потоа ги пративме да земат изјава од полициски службеник кој е пријавен за некаква повреда на правилата за работа. Па земавме, ги пративме да примаат изјави и поплаки од странките. Па ги пративме на терен. Една недела тоа работеа. После тоа ги пративме со ментори еден месец под надзор на ментори да работат. Дури потоа, откако ги добивме извештаите од менторите, дека тие луѓе се подготвени да работат самостојно, почнаа да работат самостојно во секторот за внатрешна контрола. Сакам да кажам дека тоа е начинот на воведување во службата. Затоа што едно е да се работи во полициска станица, друго е да се работи во внатрешна контрола, каде што одлучувате за судбините на луѓето. Ние работевме неселективно. Говорам за тој период. Неселективно. Ние имавме по наши иницијативи беа сменети 2 началници на сектори за внатрешни работи. Беше тргнат и еден портпарол на еден сектор за внатрешни работи, дури кривична пријава му поднесовме заради неговото однесување. Немаше селективност. Од нас беше барано да летаат глави во една прилика кога на граничен премин поминал некој кој се бара по потерница. Кога излеговме на терен, констатиравме дека раководителот на смена ги внесува телеграмите во системот. А оној полициски службеник што е на гранична контрола, тој внесува податоците во системот. Ако се совпаднат податоците од внесеното и од контролата, граѓанинот може слободно да помине. Ако не се совпаднат, мора да се појави на стоп листата. Констатиравме дека на еден начин е внесен граѓанинот кој се бара по потерница, а на друг начин е направена проверката со внесување. Побаравме дали има правила за транслитерација на кирилично во латинично писмо, рекоја нема. Се јавив, кажав дека не може да земиме никого на одговорност. Ниту полицаецот, ниту сменоводителот. На прашањето зошто тоа, а бара, инсистира да летаат глави, кажав заради грешка на секторот за гранични работи. Најнапред секторот мора да дефинира транслитерација, како ќе се пишува Ќ, Ч, Дж, Ш од кирилично во латинично, да се знае како, на кој начин сменоводителот ќе ги внесува, како и на кој начин ќе се врши контролата на самиот граничен премин. Дури велам, и намерно да го направил полицаецот тоа. Беше во прашање Ш. Сменоводителот ставил СС, а овдека ставил СХ. И нормално не излегува на листа. Велам, дури под предпоставка и намерно да го направил тоа, не можете да го избркате, не можете да го гоните, затоа што нема стандардизирана процедура за тоа. Беа на мене љути, но ги натерав да направат стандардизирање. И реков, не е доволно само стандардизирањето. Неопходно е обука.
И на тие што внесуваат, и на тие што вршат контрола. Дури потоа може да барате одговорност. Ова го кажувам за да сватите една работа, дека внатрешната контрола не е служба која треба да гони и да казнува по секоја цена. Внатрешната контрола е онаа служба која треба да биде коректив Да ги во утврди, работењето. едноставно да ги утврди фактите. Да ги утврди фактите, но во исто време да укажи што е тоа што треба да се промени, за да не ни се повторуваат грешките. Тоа е суштината на внатрешната контрола. Ако треба некого да казнувате, воопшто нема потреба секторот за внатрешна контрола да го ангажирате. Си има началник, ќе го казни и завршена работа. Началникот е тој што покренува иницијатива за дисциплинска постапка и така натаму и така натаму. И уште еден случај ќе ви кажам. До внатрешна контрола стигна една представка за некој инспектор дека вршел притисоци по граѓани за ова или за онаа работа. Кога отидов кај началникот на секторот за внатрешни работи, тој извади едно купче толкаво хартија и вели: "Фала Богу што дојдовте." Зошто? Па видете, рече, што имам јас за тој човек. А што превземавте, велам вие, против тој човек, имајќи толкав куп поплаки и пријави од граѓани? Ама знаете, ние сме... Што сте вие? Вие сте началник тука или клисар? Што сте? Ама, знаете, нема што да знам. Сега имам два предмета пред мене. Едниот е за тој човек, другиот е за вас. И по тој предмет, тој човек беше сменет од таа позиција. Дали сегашната состојба во МВР е резултат на унапредување на несоодветни кадри? Сведоци сме дека во одредени сектори се унапредуваат луѓе со несоодветно образование. Состојбата во Министерството за внатрешни работи е хаотична. Не е проблем само тоа што се унапредуваат со несоодветно образование. Проблемот е многу подлабок и многу посериозен. Најнапред имате систем во кој паралелно функционираат два подсистема. Едниот е за албанците, другиот е за сите останати неалбанци. За неалбанците одговорен беше министерот за внатрешни работи, а за албанците беше одговорен заменикот на министерот за внатрешни работи. Таков паралелизам е недозволив и тоа директно се крши со принципот на професионалност во Министерството за внатрешни работи. Тоа е првата ствар. Втората работа. Имаме голем број на луѓе кои се со несоодветно образование и систематизациите, актот за систематизација е така правен да остава простор да се ставаат и кадри со несоодветно образование. Наместо да има јасно дефинирано, за тоа работно место потребно е правен факултет, економски факултет и точка да се стави, они стават високо образование. Под високо образование влегува се. Меѓутоа има и интерни огласи каде што се стрикно наведени кои факултети се бараат и повторно се изигруваат. Се изигруваат затоа што министерот е тој што ја има моќта, дискреционо право да постави некого на некое место. Ќе ми извините. Дискреционите права се всушност влез или врата за корупција во полицијата. Дискреционото право е тоа. Значи нема пропишани правила, нема стандарди, јас одлучувам. Кој ќе даде повеќе, тој ќе го добие местото. Хипотетички говорам сега. Само да се надоврзам, немам направена некоја анализа, меѓутоа
Сигурен сум дека доколку се направи некоја компарација со европските земји, дека немаме министар за внатрешни работи со најмногу дискрециони права. Дефинитивно. Дека толку дискрециони права ни еден министар за внатрешни работи нема како кај нас. Еве еден банална компарација ќе направам. Во Германија германците имаат ангажирано австријска аутсорсинг компанија да утврди кои работни места се политички изложени. Излегуваат дека тоа се 7 работни места. Само 7 работни места се политички изложени. И во законот кај нив е влезено дека во случај на промена на власта можат да бидат сменети само тие 7 позиции и никој друг повеќе. Директорот на Бирото за јавна безбедност, односно директорот на полицијата кај нив, има мандат 7 години. Се избира на јавен оглас. На јавен оглас тој нуди програма за работа за следните 7 години, каде што дефинира кои цели ги поставува, како истите ќе ги реализира, со кои ресурси, со кои кадри, развојна визија дава за полицијата и врз основа на тоа се избира човекот. Кога ќе биде избран, неговиот мандат е 7 години. И за тие 7 години може власта да се промени. Меѓутоа, не и директорот на бирото, директорот на полицијата. Сакам да кажам дека кај нас сите тие дискрециони права ги има министерот, заменикот министер и директорот на Бирото за јавна безбедност. Тоа се тројцата моќници кои палат и жарат. Тоа се тројцата моќници кои се одговорни за се што се случува во сферата на внатрешните работи. Тие се најодговорни и тие се највиновни и за состојбите, и за оваа општествена хаварија што се случи со патните исправи, возачките дозволи, личните документи и така натаму. Најавен беше ветинг во Министерството за внатрешни работи од поранишниот министер Оливер Спасовски, а исто требаше да биде спроведен од деканот на Факултетот за безбедност Никола Дујовски. Кажете ми, кое е вашето мислење за зошто не се спроведе, дали е возможно да биде спроведен ветингот така како што е замислен? Онака како што Оливер Спасовски го замислува тој ветинг, нити некогаш ќе биде спроведен, нити може да се спроведе. А најмалку пак тоа може да го спроведе Никола Дујовски. Тоа се двете лица на една иста паричка. Оливер и Дујовски. Таа работа не бидува. Ветингот подразбира проверка. Проверките се прават пред некој да влези во институцијата. Откако ќе влези, што ќе проверувате? И по кој основ? Ако се огрешил, по кој основ ќе барате истиот да биде отстранет од институцијата? Сакам да кажам дека кога работите ќе тргнат низбрдо, тешко е да се вратат. Тоа е како лавина. Штом лавината тргни, никој не ја сопира, додека по природен пат не се стиша. Така што решението го гледам пред се во квалитетна селекција на кадрите, проверка на секој кандидат што треба да влези во министерството, а со актуелниве, со постојниве, треба да се проверат две работи. Како и кога се поставени на тие позиции. Ќе видите дека добар дел од нив се со фалсификувани дипломи, непостоечки дипломи. Ќе видите дека добар дел од нив не ги исполнувале основните критериуми, дали по основ на образование, дали по основ на минат труд како услов за да се дојде на конкретна позиција. И министерството едноставно
треба да ги тргни. Бидејќи сте член на Државната комисија за спречување на корупцијата. Бевт во минатото. Кој е начинот на отстранување на корупцијата во високите структури во Министерството за внатрешни работи, со оглед на тоа што тие го водат Министерството? Сигурно влијаат на истрагите, едноставно ги извршуваат сите оние највитални позиции. Кој е начинот кој би можело да се има контрола на тие раководни структури, бидејќи јавна тајна е дека се поголем број на полициски службеници во високите структури се врзани со криминалот, се врзани со трговијата со оружје, дрога, бело робје, сведоци сме на зголемени миграции во изминатиот период. Ваше мислење на кој начин може да се превенира и да се преземе нешто во врска со тоа? Во 2006 година јас ја напишав првата антикорупцијска програма на Министерството за внатрешни работи. Таа беше усвоена, прифатена, меѓутоа до крај не се реализира. А клучниот момент беше укинување на дискреционите права на раководителите, почнувајќи од министерот, па завршувајќи до командирот на полициската станица и водичот на безбедносниот сектор. Да им се укинат дискреционите права. Тоа е првата и основна работа што мора да се направи. Второ, знам дека Македонскиот полициски синдикат во овој состав има подпишан документ со министерот за внатрешни работи, со кој се дефинира можноста да се примаат лица без оглас и без распишување на конкурс. Тоа се пред луѓе за во кабинетот на министерот, кабинетот на директорот, кабинетот на заменикот министер, на заменикот директор. Мојот коментар беше дека прво треба да се лимитира тој број на такви луѓе и второ, нивниот мандат да трае онолку колку што трае мандатот на министерот. Тој е негов кабинет. Министерот заминува. Ќе си ги земи и тие што ги донел. Затоа што ние имаме сериозен проблем. Кој министер како дојде, донесе една сурија луѓе, ќе ги вработи во кабинетот, кога ќе замине тој, тие остануваат. А сите тие се партиски кадри. И мора негде да им се бара место. Каде ќе им најдеме место? Се со несоодветно образование, се со политички науки, се со, не знам, какво се не образование. И нив треба да ги буткаме. Првата работа е да се пропишат јасни правила за тоа кој може да влези во министерството и на кој начин. Тоа е основното нешто и она што преска кажав, укинување на дискреционите права. Тоа е рак рана на македонското општество, не е само на Министерството за внатрешни работи. Се додека имате дискреционо право некој да одлучува за нечија судбина, за нешто, за тендер, за што и да е, тоа е отворена врата за корупција. Корупција и непотизам, корупција е се останато. Ваше мислење за формирање на полициска комора? Тело кое би било независно од Министерството за внатрешни работи, каде што би бил и така наречен суд на полициски суд на честа, тело кое би било независно, при што Министерството за внатрешни работи би поведувало дисциплинска постапка, би го гонело одреден вработен во Министерството, меѓутоа независно тело кое што би било така наречен суд, кој што како независен орган ќе одлучи дали полицискиот службеник е во право или пак Министерството. Јас напомнав дека уште 2000 година
се носевме со идеја, имавме во план да направиме полициска комора, но не знам од кои причини таа идеја јас си заминав, остана само како идеја и не се реализира до крај. Лично сметам дека има простор за формирање на полициска комора и таа комора да биде водена од човек кој е со авторитет, со бекграунд полициски, без опашки во неговата професионална кариера и треба да се угледаме по принципот на лекарската комора, адвокатската комора, нотарската комора, сите тие се конституирани по исти принципи и тоа треба да го направиме. Таа комора треба да биде надвор од политиката, значи не сме да има никакви политички додатоци во неа, таа треба да биде чисто професионална комора, каде што на еден професионален начин ќе се креираат ставовите на полициската фела. И ќе се инсистира, а верувам дека таа би ги унапредила и професионализмот, и достоинството, и честа на полициските службеници. Тоа е нешто што треба час поскоро да се направи. За крајот на емисијата, генерално, што сакате да им порачате на сите вработени моментално во Министерството за внатрешни работи? Дали сте оптимист дека работите може да тргнат кон подобро или ќе продолжиме како во изминатите 30 на години да го пробиваме дното? Република Македонија и воопшто и Министерството за внатрешни работи до сега барем наликуваме како чаша без дно. Дно нема. Секој ден, со секој миг се подлабоко пропаѓаме. Надеж има. Надеж има, а тоа е да се афирмираат оние принципи кои ги содржи и Уставот на Република Македонија. Значи, стручност, компетентност, достапност на работните места за секого под еднакви услови. Тоа значи нема балансер, нема политички критериуми за вработување на овој или оној, туку почитување на знаењето, почитување на компетенциите, на стручноста, на вештините на секој кандидат, без разлика на неговата вера, нација, религија и така натаму и така натаму. Пораката би била до сите полициски службеници да се посветат на полициската работа со душа, со срце, да читаат многу повеќе. Ги охрабрувам оние кои имаат подолгогодишно искуство да почнат да пишуваат за полициските работи, бидејќи денес е лесно да се биде професор по македонски, по не знам, физика, по математика, затоа што имате учебници, имате помагала. Во полициската работа, ако некој не напише, не го пренесе собственото искуство, нема од каде да се прочита, нема од каде да се научи, нема од каде да се отворат нови перспективи во она што го работиме. Порачувам на униформираната полиција да биде горда на собствената униформа, символот на Република Македонија да го носи со чест и достоинство и да ја извршуваат својата работа во интерес на граѓаните на начин како што тоа го пропишуваат законите и подзаконските акти. Војзло Зафировски, ми беше огромна чест и задоволство да ви имаме во нашата студио и се надеваме дека во следна прилика повторно ќе се видиме на слични теми. Задоволство ми беше што зборував, затоа што ова се сеќавања искуства од мојата работа, за која можам слободно да кажам, работата беше мојот живот. Тоа беше се за вечерашната емисија. Ви благодарам на вниманието. Се гледаме следниот четврток.
Поздрав.